Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Денешната емисија ќе биде посебна од вообичаените во овие избори, локални избори 2013, во кои ви презентираме гости кои се одзваа на нашата покана да гостуваат во емисијата и да ги презентираат своите програми и ставови што им нудат на гласачите за овие избори. За вечерва имаме двајца гости, затоа и емисијата ќе биде издвоена на два дела. Првиот гостин е веќе во студио со мене, тоа е Арсенчо Алексовски, се извинувам, Арсенчо Алексовски, со кого веднаш ќе го започнеме разговорот, а на половина и ќе трае некаде околу 60 минути, а потоа гостин во студиото ќе биде и Славчо Чадиев, кандидатот за градоначалник на општина Велес. Добро вечер, господине Алексовски. Добро, мене ми се избеша многу имиња, се извинувам поради тоа, имам голема навалница од гости. Добре дојдени сте. Добро вечер и поздрав до гледачите на Сител 3 и до мој Кривопаланча. Кривопаланчани прилично со воодушевување го проследија, барем според реакциите кои ги добив кога најавив дека ќе бидете гостин, дека се одзвавте на нашата покана и драго ми е поради тоа. Впрочем, имавме отворена покана до сите, не сите се одзваа, но не ни можевме сите и да сакаме да ги ставиме во емисија, затоа е нели со вашиот колега исто така од ВМРО ДПМН за Велес вечерва ќе бидете и двајцата гости, но мислам дека вака одвоено ќе можеме подобро да поразговараме. Господин Арсенчо, вие се борите за втор мандат во Крива Паланка. Ајде да ве прашам, зошто решивте да идете повторно? Зошто не некој ваше колега или така натаму и така натаму? Вие сте успешен бизнисмен, добро ви иде и така натаму, но зошто се одлучивте повтор пат да се кандидирате за градоначалник на општина Кривопаланка? Па видете, да не се кандидирав прв пат, може би сега немаше да се кандидирам, знаејќи ја тежината на целата она работа која имав во изминатите 4 години, но сепак сметам дека многу работи ги започнав, многу работи се донесени пред прагот на реализација и мислам дека не е фер да ги оставам, не е фер да не ги довршам тие работи. Имам доста дела направено во претходниот период, доста дела започнато кои треба да се реализираат, кои треба да се финишираат и затоа сакам да направам да го завршам тоа, просто речено. Ајде сега вака, првиот дел тогаш да ми одговорите. Што е она што е завршено, што сте направиле во досегашниот ваш мандат? Можете слободно и комотно да се доискажете, а потоа би сакал да преидеме на тоа што е тоа што ви остана недовршено, па ја барате довербата да го довршите. Па видете, ја на територијата на мојата општина направивме доста и инфраструктурни проекти, направивме доста проекти од областта на културата, направивме доста проекти од областта на спортот, така да сметам дека и го заслужувам вториот мандат. Еве, ќе започнам прво, го асфалтиравме патот до село Станци во должина од 4,5 километри, направивме еден прекрасен пат со кредитот од владата, од Светската банка, 4,5 километри. Зошто беше тој пат битен? Во каква состојба беше претходно? Видете, тука претходно беше започната изградба на цевководот Станачка река Крива Паланка. Кога се правеше цевководот, се уништи стариот пат. Имаше огромна реакција од страна на местното население, дури да и еден дел од самиот цевковод не дозволува да се направи. Кога станав градоначалник, се договори со местното население дека како приоритет ќе биде изградбата на тој пат. Тие дозволија да го довршиме цевководот, го направивме и почнавме со реализација на патот и направивме еден прекрасен пат што мислам дека е пример за локален пат, би рекол и во Македонија. А зошто е тој толку важен пат? Патот е толку важен затоа што ова село е едно од најблиските села до Крива Паланка и тука луѓето веќе не се иселуваат од тука, напротив се населуваат. Има луѓе кои тоа е блиско до градот, не мора да бара, кои имаат свое место и си прават куќи, викендици, така да овој дел се населува и е добар и мислам благопријатно примено од страна на сите кривопаланчани, поготово од делот на жителиот, тој делот како ние што ги викаме Маневци, Дурачка река, Станци. Тоа е еден пат. Второ,
го направивме патот во село Конопница од црквата Свети Теодор Тиран до основното училиште, подрачното основно училиште Илинде. Направивме патот до исполницата Свети Јаким Осоговски 1 километар во село Градец и партерно ја уредивме исполницата. Тука направивме еден нов туристички бренд. Направивме туристичко место кое покрај манастирот што го имаме Свети Јаким Осоговски станува како место каде што сите оние кои доаѓаат туристи во манастирот доаѓаат и да ја посетат исполницата каде прво бил Свети Јаким Осоговски и потоа каде дошло. Тука направивме еден многу убав као амфитеатар, направивме настрешница. Мислам, го уредивме местото и еве сега на моје задоволство и на задоволство на сите криопаланчани гледам дека доста од оние туристи, поготово што доаѓаат од Бугарија последните неколку дена, од манастирот со комбиња доаѓаат да ја посетат исполницата. Тоа е успех за мене, барем и како криопаланчанец, како човек, а и како градоначалник. Исто така успеавме да асфалтираме уште неколку градски улици, асфалтиравме улицата Коце Металец, улицата Пере Тошев, асфалтиравме улицата Ристена Гогова, Македонска, сервисната улица во Бегови Бавчи, асфалтиравме градската улица онаму каде што беше Свети Јаким Осоговски, каде што беше коцката, ја сменивме коцката, асфалтиравме. Направивме многу поплочување на улиците, бидејќи Криопаланка е така место кое на ридови и има некои места каде што навистина не може ни да се постигне со асфалт. Нема сврха да се стави асфалт и тука одиме со поплочување на тие улици. Направивме доста подпорни стени. Сметам дека во инфраструктурниот дел направивме доста и од друга страна направивме и во однос на културата. Ние вчера го отворивме манифестацијата Криопаланка град на културата. Ние сме прогласени за 2013 година за град на културата. Сепак тоа е работа која треба да се заслужи, позади која стои макотрпна работа. 4 години во Криопаланка имавме толку културни манифестации што слободно може да кажам дека во изминатите 19 години немало толку како што имаше овие 4 години. Направивме театарски фестивал во Криопаланка, меѓународен театарски фестивал. Браво. Кој театарски фестивал имаше доста звучни имиња кои дојда. Имаше звучни театарски групи, Стерија од Вршац, Белградско позорие, од Хрватска имавме, од Босна, од Црна Гора, од Бугарија. И се трудевме да на граѓаните на Криопаланка донесеме театарски групи кои имаат слично јазично подрачје, да може да ги разберат. Ние можевме да донесеме, например, имаме и соработка со румуни, имаме збратимени градови сме со Лугош од румуни, но и да ги донесевме нив. Луѓето не може да ја разберат представата, вака се трудевме. Имавме еден многу успешен театарски фестивал, имавме фолклорен фестивал меѓународен исто така, на кој имавме фолклорни групи од Полска, од Романија, од Кипар, од Турција, Бугарија, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина. Сите тие поминуваа со едно дефиле низ градот, носејќи ги, како да кажам, носејќи го целиот оне фолклор од државата од која доаѓаат. И така да нашите криопаланчани има можност да видат каков е фолклорот и во Полска, каков е во Романија. Беа ли посетени овие манифестации? Ги интересирали криопаланчани ова или? Да, апсолутно. Сите овие манифестации беа посетени, поготово фолклорниот фестивал. Видете, кога го почнавме театарскиот фестивал, почетокот немаше толку посетеност и беше како нешто ново и се гледаше малку и како со скептицизам. Но од година во година се повеќе. Оваа година беше многу посетено. Оваа година ни беше од Белградскиот театар ни беше гостин и Иван Беќарев, нашиот македонец. Има една прекрасна представа. Така да дури беше преполно. Доаѓаме на еден начин до нов бренд за Криопаланка театарски фестивал. Инаку од Криопаланка е Милица Стојановска, доајенот на театарската уметност. И јас еве на јавна благодарност кој искажам за неа, затоа што навистина таа и ни помогна за целата оваа работа. Жената е во
постари години, но сепак кога ги предложив и кога сакав да разговарам и да ни помогне, ни излезе во пресред и еве, направивме тоа. Во однос на спортот, исто така имаме доста големи успеси. Кога дојдов за градоначалник, значи децата, ние во Крива Паланка немавме спортска сала. Се користеа спортските сали на училиштата. И децата во оние спортски клубови, дали е карате, дали е пинг-понг или што, за да тренираат, требаше да плаќат одредена сума, 500, 200, колку е денари од сат. И сметав дека тоа е оптеретување за нив. И го укинав тоа, значи реков дека сите оние регистрирани спортски клубови кои сакаат да тренираат во салите нема да плаќаат. И тие не плаќаат. Доколку сакаме ние рекреативно да отидеме и да спортуваме, ќе си платиме. Но децата кои сакаат да спортуваат, сметам дека не е убаво и покрај финансиската состојба која имаме сега. Општината нема да стане газда од тие пари што ќе ги земе од децата. И мислам дека ова води со плод. Ние денеска во Крива Паланка имаме толку развиен спорт што никогаш не сме имали. Например, кои спортови успеавте да ги Па еве, значи, актуализирате? ние ги имавме пинг-понгот и каратето. Добро. После тоа се појави одбојката машка, одбојка женска, се појави кошарка машка, кошарка женска. Фудбалските клубови почна да неколку фудбалски Рековте дека имате дека се тренирало само во салите на основните училишта кои биле, на училиштата. Да. Дали во меѓувреме се изгради некоја голема спортска сала? Да, еве сега изградивме и новата спортска сала. Пуштена во употреба? Па во текот на овие неколку дена завршена, во текот на овие неколку дена очекуваме да дојде, не знам дали ќе дојде министерката за внатрешни работи или министерот за финансии Ставревски да свечено да пушти на употреба, можеби и премиерот, не знам како е агендата, но известен сум дека во наредните неколку години. Она што сакам да го кажам е тоа дека досега за овие 19 години секој кандидат за градоначалник ветувал дека во Крива Паланка ќе се направи спортска сала. Јас сум горд што може да кажам дека во мојот мандат се направи спортска сала. Зошто толку било тешко? Ајде да ги критикуваме, дека предпоставувам дека вашите претходници кој бил некадарен, кој не можел, кој финансии и така натаму, па еве и вие за еден мандат 4 години за изградба на една сала. Зошто во Крива Паланка малку чинам гледам дека вложувате многу труд за некои работи што во некои нормални средини би биле полесно бидели и така натаму. Зошто 4 години требаше да се изгради? Што е тоа што ги кочи работите да Крива Паланка функционира онака со понздив, да не биде чудо што се одржува во Крива Паланка театарски фестивал? Ме разбирате што сакам да кажам? Па мислам дека на прво место е упорност. Јас ќе ви кажам, ние во Крива Паланка во 2001 година започнавме спортска сала до мотел од Македонија. И потоа настана некој спор со газдата на поранешниот угостител. Си дозволи човекот да каже дека јас сум газда и на тоа и ја блокира на некој начин изградбата, понатамошната изградба на салата, не дозволува. Една од првите работи што ја направив кога дојдов 2009 година, тоа беше да разговарам со него да ја продолжиме и да ја направиме таа сала, затоа што таа габаритно е направена, таа е карабина. Разговаравме неколку пати, па ќе биде, па нема да биде, па јас сум согласен, па вака. Колку години стоела така? 10 години. Не 10, па условно кажано 10 години. 10 години. И па ќе биде, па нема да биде, па ваму, па таму и на крајот видов дека човекот си прави мајтап со нас. Побарав прием кај премиерот и му кажав дека еден човек го држи во заложништво целиот град, целата младина на градот и ние не можеме да имаме, затоа што ќе имаме судски спорови, па тоа ќе се влече со години. Граѓанска парница, јасно. Од страна на премиерот ми беше речено дали имаш простор каде да сместиме нова сала. Му кажав дека имам. Веднаш интервенираше преку директорот на Агенција за мала и спорт, ставете ја плюс една спортска сала во Крива Паланка, ја ставивме, почнавме со работата и еве сега се реализира, таа е готова, таа е завршена, јас пред 3 дена веќе се е готово во салата. Имаме една прекрасна сала, она што наши Колкав капацитет има? Таа е, предпоставам, за кошарка и за ракомет? Таа е за кошарка, за ракомет, за
овие за тенис ќе биде капацитетот е 420 седишта, инаку навистина нешто стварно убаво. Имате со сите оние придружни елементи што се треба со облекувални, тушеви, со облекувални, со тушеви, со тоалети, со паркинг простор, предпоставувам и така. Модерно изградена, значи. И тој простор ни се вклопи, значи ние тука направивме прво тениското игралиште, па доаѓа спортската сала, фудбалското игралиште кое си постоеше, кое е старо фудбалско големо игралиште и на крајот доаѓа повеќе наменското игралиште кое е почнато и кое ќе во наредниот период ќе се реализира и тоа е она што ми остана недовршено, започнато, значи тоа сакам да го завршим. Тоа е уште едно повеќе наменско игралиште треба да направиме во Криопаланка. А карабинава од претходнава сала? Тоа е мое изборно ветување за наредниот период. Добре. Јас сметам дека таа сала е на Криопаланчани и треба да им биде вратена и просто проблемот ќе го решиме и мораме да го решиме и мислам дека во наредниот период ќе имаме две спортски сали. Не може некој да присвојува на што е него. И да не зборуваме Што не е негово, мислите? Тоа не е негово. Така. Да не зборуваме што позади целата таа работа стои неговата криминална приватизација на угостител и сите тие работи, но о том потом или ќе го направиме како што треба или ќе го одвржеме клупчето од почеток до крај. Две сали во Крива Паланка. Да. Не е тоа преамбициозно или сметате дека таман ќе ги задоволи потребите на Крива Паланка? Па видите, една веќе ја имаме тип-топ, втората ја имаме направено полак, имаме две сали и тоа е добро. Јас може да кажам дека ние Криопаланчани имаме развиен пинг-понг. Значи 70% од репрезентацијата на Република Македонија за пинг-понг е составена од Криопаланчани. Да? Да, тоа е успех. Значи вие сте кинезите во Ние Македонија. сме во Македонија кинезите. И она што беше дадено од Кина, мислам дека требаше токму во Криопаланка да биде дадено како пинг-понг школа и сите тие работи. Криопаланка има традиција на ракомет. Ние, нашите криопаланчани порано што игра ракомет на бивша Југославија се бореа за влез во првата лига. Во бивша Југославија. Значи ова не е нешто сега ново или помодарство и така натаму. Ова е традиција дефинитивно. На нашиот град му е потребна салата, на нашиот град има потреба и му припаѓа да има. Значи првенство и во пинг-понг. Да. Веднаш тоа ќе го направиме после отварање на салата. Ме интересира една работа, вака уште малку би останал во тоа што друго е направено, но ме интересира кога дојдовте вие како градоначелник, во каква состојба ја најдовте општината? Дали најдовте, дали ви беше лесно после да ги продолжите работите, бидејќи нели многу зависи од вашиот претходник како функционира. Јас знаев дека има некако недобра состојба, но не се надевав дека е така. Прво, кога дојдов за градоначелник, видов дека општината е задолжена на 650.000 евра. Тоа не е малку за една општина како Криопаланка. 650.000 евра се многу. Второ, кога виде дека ќе ги изгуби изборите, 14 луѓе ги донесе, им даде решение и тоа беа така едно превработување, една пренатрпаност, една состојба во која непријатна состојба. Во општината зборам. Општината. Така, администрацијата на општината. Администрацијата и направивме администрација од 70 луѓе за една општина како Криопаланка. Тоа верувајте и добар дел од луѓето не знае како да го помина денот. Се судрив со огромен проблем, а она што сакам посебно да го потенцирам, значи јас ги направив дел од овие проекти кои ги направивме. Направивме, значи, спортската сала, тениското игралиште, сите овие патишта што ги направивме. Ние реконструиравме 4 училишни згради од основните училишта: Партизан, Јоаким Крчовски, основното, Илинден, подрачното училиште во село Конопица, гимназијата. Извршивме реконструкција во Боро Менков, ученичкиот дом и уште многу други работи што направив. И не дозволив долго да се зголеми, долго го намаливме за 100.000 евра. Значи, можело да се работи без да се прават долгови, можело да се генерира и може да кажам дека навистина сум горд со тоа што домакински работев. Не работев дај што даш па да ќе задолжуваме општината, па кој ќе дојде тој другиот, како ќе е така. Но нели тоа зависи најмногу од финансирањето на општината, а финансирањето на општината Исто беше и тогаш и сега.
не се промени, а работите, да речеме, на подобро, бидејќи не знам каква е воопшто бизнис климата, дали едноставно, не знам, отварање на нови работни места, бизнис секторот, не знам, некои нови погони, некои нови инвестиции и слично. Видете сега, во изминатиот период во Крива Паланка се работеше на тоа за сите оние фирми што работеа прво да замрат. Еве сега почнува нешто. Не ве разбирам. Па, ние имавме фабрика во Крива Паланка. Крива Паланка беше еден од градот во кој имаше немалку невработени во она време кога работеше Карпош, Бентомак, Тораница. Скоро немаше невработени луѓе. Кога се направи она приватизација на Бранко Зрвенковски, на транзиција како што беше, сето тоа остана без работа. Јас често пати зборам, кажете ми еден индустријски објект во Крива Паланка кој е уништен од страна на кадар на ВМРО ДПМН. Тоа се кадри од СДСМ. Значи ние немаме некој гигант кој е уништен од страна на наш кадар. Така условно ќе кажам. А тие не успеа да се ревитализираат? Во Карпош, значи почна да влегуваат страни инвеститори, еве имаме Кадоротот и уште неколку други погони кои работат при производство на кондори, и тука е на лонг производство, имаме фабрика исто, погон исто за ХТЗ опрема и уште некои така. И еве сега на моје задоволство со помош на владата успеавме да се најде инвеститори за кланицата во Крива Паланка. Значи кланицата се рестартира, веќе се работи на тоа и мислам дека до крајот на мај месец ќе почне кланичниот дел да работи. Јас пред неколку дена отидов доле, гледам дека е пуштена струја, вода, се работи на расчистување на теренот. Странска фирма, наш човек, наша инвестиција? Тоа е пакистанска фирма, странска. Пакистанска? Да. И чудно. Тие дојдоа покрај оној дел, како што реков, кланичниот дел со ладилникот, тие планираат да направат и погон за преработка на овоше и погон за преработка на зеленчук. За извоз е тоа? Да, побара да им уцртаме уште две маркици за тие два погона и тука се планира да се вработат околу 80 до 100 луѓе. Исто така како потенцијални инвеститори кои веќе влегоа во нашата општина, тоа е една австралиско-македонска компанија која планира да го отвори рудникот во село Луке, тоа е на местноста Самар, рудник кој е претежно за олово и цинк, но основната работа е златото, како што сум известен. Тоа е наш македонец кој живее во Австралија, кој се занимава со рударство и еве веќе 2 години вршат испитување на местноста на село Луке и како што ми кажа пред 2 месеца беше тука, ми кажа дека веќе планира да го пуштат во употреба и рудникот Крстов дол, затоа што тоа е рудник кој работеше. Исто за олово цинк? Тоа е за антимон. За антимон, рудникот Крстов дол сега планираат уште во текот на оваа година, значи да се рестартира. Тоа ќе биде прилично добро ако добиете повторно доверба, затоа што и приходите во градската каса се големуваат. Концесиите се зголемуваат и сето тоа е. И сега имате некој план, представа онака како би се зголемувало, колкави би биле приходите на општината за наредниот период? Па видете, јас планирав и направив, например, како да кажем, еден мал бизнис за општината. Ние на доводните цевководи што пиеме вода, Крива Паланка од Калин камен и водостанци, направивме јавно-приватно партнерство со една компанија македонска за монтирање на мини хидроелектрани на водоводите. И тука ќе се произведува електрична енергија. И општината ќе има околу 60 до 70 илјади евра годишен приход од тоа. Тоа е малте на 1 километар пат во општината. Значи тие средства ќе ги употребиме за инфраструктурата. Тоа сметам дека... Значи, главно е она што, бидејќи гледам, кога секој зборите за што би правеле, нели, покрај ова за културата и за ова што е нормално за учениците, за спортот и така натаму, инфраструктурата ја спомнувате на неколку пати. Толку ли е важна, толку ли е запустена и бара инвестирање во инфраструктурата во Крива Паланка? Тоа ли се приоритетите? Верувате дека во Крива Паланка има населби кои живеат, кои се густо населени, а луѓето со години одат по кал. Тоа не може да се направи одеднаш.
Јас на неколку пати и секогаш кога одиме се трудам да тој дел од населението барем онаму каде што е густо населено да има возможиме да имаат пристоен пристап. И затоа и целата моја енергија во наредниот период сакам да ја насочам баш во тие делови каде што е густо населено за да имат луѓето пристап, за да имат нормална комуникација. Што е она што ве прашав и на почетокот, нели, сега пред првиот блок реклами би сакал да го слушнам, а тоа е што е она што започнавте и сакате да го завршите, што е ваше клучно исто така, нели, што го гледаат, што го перцепираат кривопаланчани, а зашто ви треба уште еден мандат да го довршите? Кои се тие важни работи? Кога дојдов за градоначелник, една од првите работи исто така што ја почнав, тоа беше да се зафатам со гасификацијата на Крива Паланка. За таа цел направивме изведувен проект. Направивме проект со сите ништани. Што значи гасификација на Крива Паланка? Низ Крива Паланка влегува, поминува главниот цевковод, главниот гасовод што е од Бугарија за Македонија. Значи кракот што ќе се споиме, ќе поминува низ Крива Паланка. Не, споење, овој што иде, што А овој што иде, циркулира, сегашниот, добро? Сегашниот, значи поминува низ Крива Паланка. Добро. Ние имаме тука место за мерно регулациона станица и да се постави да се направи гасификација на Крива Паланка. За тоа требаше да се направи проект прво. Нашите политички противници СДСМ упорно зборуваат дека тие ќе го гасифицираат. Јас направив проект за гасификација. Јас направив не само проект, туку и физибилити студија за јавно-приватно партнерство. Значи сето тоа, сите тие папирологии кои требаше да се направат, јас ги донесов до крај. И сега престојува само финалниот дел, значи да Ај малку подетално за гасификацијата. Мене многу ме интересира, бидејќи е тоа еден од најупотребуваните атрибути воопшто на избориве, не само кај вас, туку и кај другите градоначалници. Но да направиме една кратка пауза за реклами, па веднаш потоа сакам детално да ми објасните малку за гасификацијата. Одиме со реклами. Господине Сречо, да ве прашам, значи, завршивме со муабетот пред рекламите, завршивме за гасификацијата. Тоа ми е доста интересно прашање, затоа што ќе повторам уште еднаш. Скоро сите го спомнуваат, но некои ветувања се малку во воздух, некои се многу реални. Колку се реални вашите ветувања за гасификација? И рековте дека тој главен цевковод во моментов со кој Македонија сега се снабдува со газ, минува низ Крива Паланка. Зошто до сега немало гасификација? Од кога е тој поставен? Па тој е поставен веќе 15 години кога се правеше главното гасификационо поврзување од Бугарија за Македонија. Тоа има 15 години. Пред некое време имаше некои обиди околу таа работа, но сето тоа оста. Ние сакам да кажам дека почнавме да го правиме она како што треба да се прави. Значи, направивме проект 7 километри, имаме главна гасификациона мрежа која оди низ Крива Паланка. Со сите оние повржувања, со сите оние краци. Направивме физибилити студија за јавно-приватно партнерство. Разговаравме со фирми кои може тоа, со бугарската фирма Овергаз, преговаравме за да видиме како идат сите тие работи, затоа што 80% во Бугарија е гасифицирана токму од Овергаз. Значи, појдовме да разговараме со луѓе кои се разбираат во таа работа. Кога зборите гасификација, што подразбира гасификација? Во домовите луѓето да има да користат газ? Првенствено во институциите и во домовите. Значи, првенствено, гасификацијата значи намалување на трошоците за грејење за 50%, поготово на оние кои се грејат на нафта. Тоа значи дека, еве, еден пример ќе ви кажа, значи во градот Кюстендил во Бугарија, пред воведување на гасификацијата, општината плаќала за институциите кои биле, плаќала околу 12 милиони евра годишно за грејење. Со воведување на гасификација, тие плаќаат 6 милиона евра за грејење. Тоа значи заштеда од 6 милиони евра. И тоа е 50% не е малце. Тоа не е малце. Во однос на оној другиот дел, гасот е нешто поскап од дрвата. Значи, ние кривопаланчани имаме добар дел од кривопаланчани имаат собствени шуми и се снабдеваат со дрво таму. Но кога ќе ги ставите сите оние трошоци за превоз, за цепење, за носење, за сечење, пак нема да дојде тука. Па и грбот која ќе те фати малце реумата, па години идат. И сега, ние, значи, ја направивме целата оваа студија
Веќе сме во преговори со почеток, направивме во Вестник, дадовме за пројавување на интерес кои сакаат да се занимаваат со, кои сакаат да влезат во Партнерство за гасификација? Да. Има фирми, компании заинтересирани? Има заинтересирани, но поради почетокот на изборите тоа застана, тој дел го застана. И тоа е она што сакам да го довршам. Да го довршите. Еве, моите Добро, политички разбирам. противници исто така ќе гасифицираат. Али тие сметаат дека на основа на моите проекти ќе гасифицираат. Барем, а доблесно е да кажат, еве, ние сакаме да ја гасифицираме Крива Паланка на основа на проектот што го направил градоначалникот Арсен Значи, Човек. општината направила веќе проект, кој е сигурно платен, детален проект, кој е веќе договорен и кој по изборите треба. И сега не ви се остава, не сакате да се Апсолутно, повлечете, тоа е- сакате да ја довршите тоа е мој оваа труд. работа. Тоа е мој труд. Ве разбирам. Предпоставувам дека бенефитот ќе биде голем за институции, нели училиштата, Па еве и граѓаните можеби да се приклучува. Дали приклучокот на еден граѓанин од куќа или од стан би бил многу скап, на пример? Бидејќи не знам дали знаете, но видете, не би во можел да- Скопје, еве јас живеам во куќа за да се приклучам на парно, кој ми е цевката на некои си 10 метри од куќата, ми бараат 15.000 евра. Не, мислам дека Ме разбирате, и мене ми е нонсенс да идам на такво. И сега ме интересира какви би биле условите за мислам вакво дека нешто. тоа е околу не би сакал да бидам фатен за збор, мислам дека тоа е околу 500 до 700 евра, така нешто во Куманово, барем сега како што затоа А тоа значи Куманово е дома гасифицирано. во планот што ви е во планот да може да се готви на плин? Да може да се готви, да се грее, да се има Да, бойлер, да, да готово, сите јасно. сите оние работи, па дури и за ладење да се користи за климатизација. Тоа е еден благодет кој треба да го осетиме сите ние. Па цела Европа е на тоа, само ние нешто сме многу богати као шиици, се гриеме на струја. Разбирам. Има и уште една интересна работа која ја спомнавте преска и за која би сакал да ве потпрашам. Бидејќи пред известно време, пред неколку години, имаше некој закон, сега ја парафразирам, не ме фаќајте за збор, не можам точно да кажам како беше, но имаше некој нов закон кој дозволуваше тие и проект за изградба на мини хидроцентрали низ Македонија, што може да ја растерети, например, нели овие главни термоелектрани, да ја подобри енергетската ефикасност во мрежата, да влезе домашна струја што е можно повеќе и така натаму. Па вие ја спомнавте нели изградба на мини хидроцентрали и тоа дури и на водоводна мрежа. И сега ја морам да признам, не сум бил во Крива Паланка, не ја знам конфигурацијата. Предпоставам дека рековте преска дека местото е и на ридови, има доста удолници и дека тие географски моменти ќе се употребуваат. Малце подетално за тоа колку проекти, колку мини хидроцентрали планирате и што од тоа? Значи, владата на Република Македонија даде концесија за 2 хидроцентрали кои се направени. Веќе тоа е на Крклянска река и на Крива река кај Тураница. Тие се направени, ама тоа е на самата река. Има дадено уште 2 кои се веќе во текот. Тоа не е со езеро, тоа е проточната вода. Тоа се зима дел од водата, оди така. во цевки, се монтира хидроелектрана и се произведува електрична. И тоа е електрична енергија за Крива Паланка. Не, тоа е електрична енергија која Си иде во системот. Во системот иде, Так, значи фирмата која си го прави тоа, Ја го продава. продава на Јасно. и нормално си има свој приход и бенефит. Ова е нешто сосема друго. Значи, водата што ја пиеме ние оди Добро. од висинска разлика некаде околу 1000 метри од Калин камен до Крива Паланка. Значи, имаме висинска разлика и таа главниот цевковод. Обично сите вадиме вода од оздола, вие вадите Ние вода од озгоре. по природен пат. Па да ви кажам дека само Евијан во Франција од овие што се готови флаширани води се добива од глечерите што се на планините на Алпите, на Монблан. Да. И значи на 1000 метри висинска разлика, тоа е голема кинетичка енергија која ја содржи Па водата. да, ама тука во тој пат. има тие умирителни комори, како што ги викаат, смирувачки комори и тие Се губи енергијата. Се губи енергијата. И тука сакате да се искористи. На тие се монтираат тие мини хидроелектрани и се произведува електрична енергија. Значи, Колку такви планирате? ние ова го направивме по пат на јавно-приватно партнерство, значи го дадовме ова
на тендер, се јави фирма која го даде, која ни понуди процент, дека процент од тоа ќе земаат тие, ние ќе земеме 17%, тие ќе земаат други останатиот и ќе го направат ние без да вложиме ниту денар без да вложиме, ние ќе добиваме средства, ние добиваме 60 до 70.000 евра годишно. Тоа е добро менаџирање, значи. Таа енергија до сега одела во зидовите на тие смирувачки комори, ништо не се користи. Значи ние ќе почнеме да добиваме приход од тоа. Ние сме имале приход од продажбата на вода на граѓаните, но сега ќе имаме дополнителен приход и од производството на електрична енергија. Мислам дека тоа е еден бизнис за општината кој сум го направил. Тоа може да се направи пред 40 години. Тоа не се направило до сега. Еве сега ќе почне тоа да се работи и ќе се сработи. Направени се испитувања, ги извадивме сите дозори, направени се проучувања и што е најважно, значи не доаѓа до губење на квалитетот на водата, туку напротив, со самото мешање на водата која ќе иде преку тие турбините, се збогатува со кислород и имаме повторно нормална вода за пиење. Бидејќи перцепирам дека суштинските проблеми на Кривопаланчани им се инфраструктурата, рековте дека имате не знам колку улици наброивте, ако не ми се чини околу 9 дека ги наброивте за асфалтирање и така натаму. Имате во план уште, рековте дека имате густо населени населби каде што луѓето уште цапаат вокал, дека тоа ви е едноставно приоритет, колку ве радував. Она што кога ме прашавте прво зошто се кандидирате, една од основните работи токму тоа да ги завршат тие работи кои ги почнав. Ние ги започнавме двата патни правца, тоа е од Борчева кафеана, како што ја викаме ние у Крива Паланка, до крајот на асфалтот во село Коноплица. Тоа е околу 4,5-5 километра. И во местоста во населба Скрљава, преку Цонефрид, два патни правца и дојде до застој. Дојде до застој поради проблеми кои ги има внатре во фирмата Алпина. Мислам дека тој проблем ќе се разреши сега најверојатно, како што сум известени од страна на Агенцијата за државни патишта, дека тие разговараат со Алпина и дека тој проблем е веќе разрешен и овие два патни правци, пошто им ги ветив на граѓаните на Крива Паланка. Каква должина се тие два патни правци што сте ги ветили? 1500 метра, другиот е околу 4,5 километра, 6 километри. И имам веќе и проектна документација и сите оние пропратни работи кои треба да бидат направени, за уште 9 градски улици да се асфалтираат и да се направи мостот на Куков дол. Значи тоа ќе ми биде еден од приоритетите кои сметам да ги направам и тоа да ги завршам во 2013 година. Добро. А до крај на мандат, ако добиете, што све имате во план? Имаме уште многу други работи кои гасификацијата ќе трае малку подолго време. Ќе има малце поише копање, предпоставувам, дека за поставување на таква инфраструктура? Основен предизвик ќе биде да најдеме фирма која ќе почне да се бави со тоа. Доколку и не најдеме фирма, значи спремен сум да почнеме преку јавното предпријатие Комуналец, затоа што сега ќе го премиме со нови градежни машини и ние ќе почнеме ако треба и сами да го работиме. И тоа е инвестиција. И тоа е инвестиција, али ќе ја работиме ние. Тука ќе побараме помош од страна на владата. Помош зборам во врска со она да не насочуваат како треба да го спроведеме целиот тој проект, целиот тој пат да би изведен. Едноставно, во последно време има една сосема нова перцепција. Другите градови од Скопје, нели Скопје кој беше, не знам, перцепиран како Лас Вегас и главно место во кое да се дојде, сега станува обратно. Она што се нарекуваше провинција, сега станува многу поинтересно, заради чистиот воздух, заради еколошките и така натаму и така натаму. Многу градови низ Македонија го искористија тоа на најдобар начин, развој на локален туризам, селски туризам, бањски туризам и така натаму. Има ли потенцијал Крива Паланка за нешто слично? Имате ли во план нешто што би можело и дали би можело едноставно Крива Паланка тука да се најде себе си? Освен овој манастирскиот туризам, кој апсолутно е нешто најпривлечно, впрочем, во ваша општина е еден од најубавите манастири во Македонија. Ќе ви исправам, не еден од најубавите, туку најубав. Најубавиот, добро. Најубав манастир во Македонија. Имам objection тука, биде за Бигорски, ама ќе се договориме. Значи,
Ние во Крија Паланка, направивме во областа на туризмот, како што преска кажав, направивме еден нов туристички бренд, тоа е исполницата на Светојаки Мосоговски и планираме да почнеме со развој на туризмот, на скијачкиот туризам на Калин Камен. Значи, досега сите ние криопаланчани сме збореле, леле какви убави терени имаме на Калин Камен, што се имамо, али никој нема нешто на папир. Значи, прв пат јас порачав да се направи физибилити студија и проект за скијачки терени на Калин Камен и тој проект е во изработка. Значи, тоа се работи. Прв пат ние ќе имаме пишан документ. И ако сака некој страни инвеститор да дојде и да рече, еве сакам да направам ски писта, каде да направам? Еве овдека имаш. Тука е тоа. Значи, а сите сме збореле, колку е убаво горе, леле какви терени има. Ма нема ништо на папир. Сите збориме дека е многу убаво да се регулира Крива река. Па тоа е парк, па едно. Никој ништо нема. Јас направив проект за 2800 метра. Кејско уредување на Крива река, значи со миньор корито, со уредување на мајор коритото, со пешачко-велосипедска патека од едната страна, од другата страна пешачка патека со детски катчиња. Едно од најубавите работи во Скопје што ги имаме. Со игралиште за мини голф и со многу други пропратни содржини. Зошто не е изградено тоа? Сега го направивме проектот. Ние го направивме овој проект и аплициравме за 480 метра пред ИПА фондот за прекогранична соработка. Значи со еден проект, проектот го направивме за 2800 метра, али со 480 колку одговара средствата, колку пари можеме да добиеме, за 480 метра аплициравме пред пред Европската комисија за изградба на овој дел од миньор коритото и дел по дел, тоа не може одеднаш, тоа е сепак голема инвестиција, дел по дел да се направи, секој градоначелник да направи по дел, ние ќе направиме тие 2800 метри. И навистина тоа е во Крија Паланка еден од најубавите делови кој не е искористен, ние ќе добиеме втор парк во градот. Имаме втор парк каде што може да еве пешачко-велосипедската патека во полнек се гради. Очекувате барем овие 500 метри да ги направите во вашиот мандат? Да, апсолутно. Сега, во наредниот мандат, доколку го добием, ќе ги направам, сигурно. Очекувате да го добиете? Па се надевам дека ќе го добием. Какво е расположението на граѓаните? На што највише се жалат? Па, видете, ние расположението, мислам дека сепак е најмногу се жалат и најболна точка на во Крија Паланка е вработувањето. И она што сметам дека треба да го направиме во наредниот период е да обрнеме посебно внимание на вработувањето. Крија Паланка, као Крија Паланка е место во кое немаме слободен простор, државен простор за индустријска зона. И јас заедно со владата неколку пати се... А во близина вие граница тоа би било доста атрактивно? И затоа дојдовме до еден заклучок да со оглед на тоа да општина Ранковци е поравно место и тука има простор, да биде користено од страна и на Крија Паланка и на општина Ранковци, значи таа индустријска зона која ќе биде сместена во општина Ранковци, да биде индустријска зона и за Крија Паланчани и за овие жителите од Ранковци. Така да во тој дел посебно ќе сметам да обрнеме внимание во привлекување на фирми, на инвеститори кои ќе инвестираат на подрачјето на овие две општини и да дојдеме до оној момент да имаме што помалку невработени луѓе. Најверојатно и сите гости ќе ги прашам ова. Едно време беше смешка отварање на такви индустријски зони, се отвара и никој ништо не инвестираше. Сега гледаме една вистинска експанзија, инвестиции, настрански инвестиции, па и домашни инвестиции во тие индустријски зони. Колку е реалност ова и колку брзо може да се оствари, бидејќи на крајот на краиштата, пак зборам, тоа ви се главните работи од каде ќе влечете приходи, нели? Видите, јас преска кога почнав да зборам за гасификацијата, не заборив да истекнам. Значи, со самото гасифицирање на Крија Паланка, со можноста за гасификација, ние ќе станеме место која има 50% поевтин енергенс од некоја друга општина.
Тоа значи дека За инвеститорот ќе биде поатрактивно. Подобро, значи. Тоа значи до индустријската зона исто така ќе Индустријската не, инвестирате? но оној дел во Крија Паланка во кој имаме запуштени објекти како што се стариот Карпош и тука делот каде што може да се инвестира, погони да се погони изградат. да се направат, тука можеме тоа да го ревитализираме. Затоа што секој сака да има ефтин енергенс. 50% не се малку за фирми кои користат кои ја користат нафтата или Колкави се по површина тие, не знам, Карпош и такви погони? Дали се поволни за странска инвестиција, човек да може да дојде да се заинтересира? Еве, му нудите 50% поевтин енергенс, во град ќе биде, ќе искрено има... кажано, оној дел од Карпош е жалосно да го погледнете. Карпош беше на времето символ за Крија Паланка. Сега да го погледнете, тоа е жалосно, тоа е руинирана и тие делови се оставени под хипотека на банките, банките ги држат како нивна собственост, не се интересираат за нив, ги имаат дури во дел од нив, јас вегував, има и дрвја пораснат. А тоа порано било нешто од кој леп јадере многу луѓе од Крија Паланка, тоа биле погони. Мислам дека треба да се направи нешто во тој поглед. Или ако го зима банката да го држи, да го даде што побргу, или да не стои, они го држат со години, 20 години, стои во собственост и тоа пропаѓа. Подобро да го дадат на некоја фирма која ќе се грижи за него, него да остават да не пропаѓа. Секој оне што сака да помине, ќе украде нешто, нема собственик, нема никој, ќе однесе нешто и ќе. Планирате ли сега пред избориве, наредниве денови, некои слични активности? Не знам, митинг ќе имате ли? Планирате ли нешто? Утре ќе имаме митинг. А утре, таман убаво за најава. Во 20:30 на градскиот плоштад ќе повикам сите криопаланчани да бидат присутни на митингот. Во текот на неделава ќе направиме отварање на спортската сала. Така да ќе имаме ова недела два убави настани во нашиот град. И завчера што отворивме музеот, значи Крија Паланка. Каков музеј? Крија Паланка доби прв пат музеј. Отворивме музеј и отворивме археолошката поставка, значи пред 2 години отворивме историската и етнолошката поставка во музеот и вчера имавме чест да биде и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Отворивме и археолошкиот дел, добивме 350 артефакти од музеот на Република Македонија кои се по потрекло на некој начин да кажам од Крија Паланка и од Ранковце, значи поставивме го комплетиравме музеот со историска, археолошка и етнолошка поставка. Порано, пред да дојдам градоначелник, тој дел беше кафејана. Претходниот градоначелник сметаше дека требало да биде кафејана. Јас тој дел го тргнав, мислам, го преуредив, го направивме музеј. Имаме едно прекрасно место со кое може да се пофалиме како град, дека имаме музеј. Не сме обична Паланка, него сме град кој има музеј. Убаво кажано. Ви благодарам многу за вашето гостување вечерва и се надевам дека ако го добиете мандатот од гласачите, од граѓаните на Крива Паланка, ќе се сретнеме во некоја наредна прилика и ќе поразговараме за некој од овие проекти, бидејќи ја ќе ви ги памтам и ќе ви барам нов отчет за нешто, дали е сработено ово што го ветувате. Апсолутно. Благодарам што ме поканивте во емисијата. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на општина на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, со кого разговаравме во овој дел од емисијата. Сега ќе направиме една кратка пауза, а потоа ќе одиме со следниот гостин.